Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота на Роџерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 540. Денеска е 8 февруари 2014 година, а јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на ова ваша програма, која што ве информира и ве забавува. Денешната емисија ја започнуваме со емитување на дел од материјалот што го снимивме од Гоцевата комитска вечер, која по 42 пат беше организирана минатата сабота од организацијата Обединети македонци во банкетната сала на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. The United Macedonian Organization of Canada welcomes you to its 42nd annual Goce Delchev Night. Добро вечер, драги браќа, драги сестри, македонци и македонки и пријатели на македонскиот народ. Добро дојдовте на 42-та годишнина од празнувањето на Гоцева комитска вечер. We are here tonight to celebrate Goce Delchev, who in 1903 rose up to fight for the freedom and independence of Macedonia. Вечерва сме собрани во чест на големиот македонски герој Гоце Делчев, кој во 1903 година го дигна народот на восстание за слободна и независна Македонија. Јас сум Драgica Димовска. And my name is Elizabeth Medichko, and we will be your hosts this evening. We would now like to invite everyone to please rise for the Canadian Macedonian National Anthem.
and welcome the head table and our priests. First, please welcome His Eminence, the Metropolitan of the Macedonian Orthodox Diocese in Canada and the United States, Metodi, and his assistant, also very reverend at the Macedonian Orthodox Church Sveti Dimitria and Markham, Pope Trajko Bosiovski. Председателот на најголемата Организацијата Обединети македонци, кој целиот свој живот го посвете за слободна и независна Македонија, тој е човекот, господинот Мирче Шмрганов. His Excellency, the Consul General of Macedonia in Toronto, Dragan Grčevski and wife Milka. Председателот на Македонската православна катедрална црква, господинот Мендо Бакаловски со сопругата Трајанка, а Мендо Бакаловски е понешен председател на Организацијата Обединети македонци. Изоставивме да кажеме дека председателот на Организацијата Обединети македонци Мирче Шмрганов е со неговата сопруга, госпоѓа Душанка Шмрганов. Also, please welcome Very Reverend Jovan Bosiovski and wife Mila, who oversees the monastery Svetilia at Ilendan Park. Свештениците при Македонската православна катедрална црква Свети Климен Охридски, прота Ерей Ставрофор, Илија Донев. Почитувани браќи и сестри македонци, почитувани дели Методија. Почитуван генерален конзул магистар Драган Грчевски со сопругата Милка, почитувани наши свещеници, председатели на нашите македонски цркви, почитувани председатели и водители на сите наши македонски друштва и организации. Ми се дава ова голема чест да ве поздравам од името на Организацијата Обединети македонци со управата и од моје лично име и да ви посакам официјално добро дојавте на нашата Коцева комитска вечер. Еве има 42 години. Еве има 42 години што ние се собираме заедно да го прославиме големиот македонски великан Гоце Делчев. Роден на 4 февруари 1872 година во село Кукуш. Тој цел живот активно го прослави за македонството, македонското народно ослободување и обединување и зачување на јазикот и идентитетот. До ден денес и за секогаш ќе останат неговите идеи и верувања со нас. Вечна му слава, да сте ни живи и здрави, да ни е вечна нашата татковина за Обединета Македонија. Next, we would welcome our special performances this evening. First, please welcome students from the Macedonian class in the International Language Program at Burr Oak Secondary School in the city of Markham. It's part of the York Region District School Board. The school staff also sends their greetings for this evening's celebration of Goce Delčev. The students will be reciting poems and songs prepared by their teacher, Blaga Dafovska. Добро вечер, почитувани гости и драги родители. Моето име е Христина Велјановска. Ние, учениците од македонското одделение од Burr Oak Secondary School во Markham, York Region District School Board, многу сме горди што учествуваме на прославата на Гоцевиот роден ден. За оваа свечена прослава ќе ви се представиме со рецитал посветен на македонскиот херој Гоце Делчев, подготвени од нашата наставничка Благица Дафовска. А сега програмата ќе ја започнеме со групна изvedба на песничката Оро со ученичките Маја Мирич, Николина Мирич и Маја Трајчевска. Да ги послушаме. Оро, весели деца од сите страни на
светот. Една се збрале, раце си дале, размине орото било. Орото било шарено, китно, црвено, жолто, црно и бело. Орото личило на вече цело. Играли така вечела песна шиен, деца са мали, от сите страни, пеена песна за мир. Со стихотворбата Гоцевиот роден кат ќе ви се представи Маја Мирич. А потоа следува рециталот Гоце песна наша, Гоце гордост наша, со изvedба на учениците Христина Велјановска, Виктор Велјановски и Лилијана Трајчевска. А на крајот рециталот ќе биде проследен со прекрасните звуци на македонската народна песна Стара Лука. Гоцевиот роден кат. Јужно од нас е Лерин, Воден, Кукуш и Солун. Македонци живеат таму, до Егеј долу. Кукуш, јуначко мести, Гоце Делчев е роден. Гоце низ тие места, јуначки чети водел. Во Баница село, загина Гоце смело. Но духот негов и ден денес тле, ке дојди денот, таму дружен, слободно сонце, вечно ке грее. Челичен војвода, за тебе песни се пееле низ вековите мрачни. Ти, херој наш свет, живееше во дамнешни времења страшни. Во тебе бури безнееле против душман клет. Годинава народ, роден ден ти слави, пред ликот твој венци ке ти стави. И ке чуваш дека твоите ставки, длабоко во својата душа, секој македонец ти слуша. Во еден зимски студен ден на 4 февруари 1872 во Кукуш таму, во куќа една, се родил јунакот Гоце, познат во градови и села. И уште како малечок гледал човечка мака и научил многу брзо слободата да ја сака. В планина одел се борел тој и храбро бој водел за народот свој. Ту преправен во трговец, ту облечен во селанец, ја вршеше задачата тешка, минувајќи пред турците без грешка. И страх и трепет стана за аги, бегови паши, што мачеле народ неми. Тоа беше Гоце Делчев, јунак на дните давнешни наши. Работеше верно за народот свој, за слободата на Македонија, храбро се бореше тој. Гоце Делчев, борецот за правда, што не трпел навреди и лаги од бегови и брањасти аги. На пат за Пирин планина бела, во Баница пренајке село. Селото го прибра во своите поли, го пречекаа луѓето и гладни и боси. Но предаден Гоце на турците беше на 4 мај 1903 во Баница село, загина јунакот наш смело, што се бореше секој час за слободата на сите нас. Народот ги мина жалкните, ко жалеа Гоцета во земјата сите. Гоце е збор што не гине. Гоце е химна народна. Гоце е знаме алово. Гоце е вечен војвода. И затоа велиме, Гоце мртов не е,
ниту мртов теje. Дури када далги, теб консолун лее, во срцата ликот на тој храбар човек, како цвет, че цвета, че трепери, до век, до век. And for our final performance, please welcome Ensemble Makedonka. The group is led by choreographer Mr. Alek Petlichkov and taught by Chris Petlichkov.
денешната емисија имаме неколку информации. Valentine's Dance на 15 февруари во Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски ќе се одржи традиционалната игранка Valentine's Dance во организација на женската секција при оваа црква. На овој ден ќе бидат избрани Мис и Мистер Valentine. Игранката ќе се одржи во големата сала на црквата, а за музиката ќе се погрижи групата Бисер. Влезниците се само $10 и сите сте добродојдени, порачуваат од Свети Климент Охридски. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flynn Tax Income Tax сервиси на 416-302-5433 и побарайте го Вецко. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. И во денешнава емисија имаме реакција на македонското меѓународно движење за човекови права, која во скратена верзија ви ја пренесуваме. Во одговор на барањето на Меѓународниот секретаријат на Светската организација против тортура за итна интервенција, Македонското меѓународно движење за човекови права го осудува судското малтретирање на борецот за човекови права и потпарол на грчкиот Хелсиншки комитет Панајот Димитрас. Наместо да гони адвокати, политичари, верски водачи и други лица кои што отворено се истакнуваат со расизам, хомофобија и антисемитизам, Грција се реши да гони бранители на малцинствата и на нивните права. Македонското меѓународно движење за човекови права бара од меѓународната заедница да ја осуди грчката пракса, да ги малтретира малцинствата и бранителите на човековите права и да побара од Грција одговорност за прекршување на разни спогодби за човекови права на кои што и самата е потписник. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа 327 емисија на Македонско издание. До следната емисија, кога повторно ќе бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Da 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 da